Почитувани представници на медиумите, владата предводена од Социјалдемократскиот сојуз продолжува со спроведување на катастрофалните политики кои единствено предизвикуваат штети по однос на интересите на граѓаните во сите општествени сфери, ограничувајќи ги при тоа нивните можности, права и бенефиции кои им биле достапни во изминатите десетина години. СДС ги укинува дисперзираните студии на дел од високообразовните установи, без при тоа да направи анализа на досегашните резултати, без да го почитува високиот интерес за овој тип на студии и конечно без да спроведе, како што често милуваат да кажат, јавна дебата за носење на оваа одлука. Единствената причина поради која е направен ваквиот чекор е тоа што дисперзираните студии се идеја, односно мерка воведена од страна на владата, предводена од ВМРО ДПМН, со цел обезбедување на што поголема достапност на високото образование за сите граѓани. Достапноста на образованието се овозможи со неколку крупни чекори, како петкратното намалување на партиципациите, отварањето на 3 нови државни универзитети и 32 факултети и конечно отварањето на дисперзираните студии, кои се покажаа како извонредна можност која секоја година ја искористува околу 15% од вкупниот број на граѓани што го продолжува образованието на високо образовна установа. Во реална бројка, тоа се годишно од 2000 до 2500 студенти кои наместо да патуваат секојдневно или да се преселат во друг град поради уписот на факултет, одлучуваат да студираат во своето родно место, односно место на живење или во неговата непосредна околина. Тоа им овозможуваше да заштедат средства по основ на патување, сместување и исхрана, но и да заштедат средства по однос на уписнина со оглед на тоа што студирањето на дисперзираните студии, каде предаваат истите професори и се учи по истите наставни програми, материјали и учебници, од кои се учи и на матичните високообразовни установи, од каде се изведени, чини само 100 евра годишно. СДС укинува една благородна мерка која во изминативе 9 години ја искористи околу 20.000 граѓани, укинува мерка која придонесува и за економско-социјален, но и демографски развој на сите останати региони во земјата. Во обид да го избалансираат револтот, кој очекувано ќе биде инициран од ваквата одлука, СДС бесрамно најавува дека од годинава за прв пат за одредени студиски програми се предвидува намалување на партиципацијата за 50% за студенти од самохрани и еднородителски семејства. Јавноста треба да знае дека оваа мерка е усвоена од страна на ВМРО ДПМН како дел од минатогодишниот пакет 40 мерки за млади, од кои најголем дел веќе успешно се имплементираат. Оваа бенефиција за студентите ја најави председателот Никола Груевски во февруари 2016 година и истата е уредена како системско решение во рамки на Законот за високо образование, а дополнително беше донесен и подзаконски акт. Всушност СДС никогаш ништо не им дал на студентите, кои во времето на нивното владење имаа статус на социјална категорија. Не постоеше широк систем на стипендирање, како што постои денес со повеќе од 40 на различни видови стипендии. Не постоја бесплатни учебници и стручна литература. На факултетите немаше лаборатории за реализација на практичната настава, а денес има 80 најсовремени такви. Не постоеше јавниот бесплатен превоз, бесплатниот железнички превоз, бесплатното наградно патување за најдобрите студенти, бесплатниот влез во сите културни и државни институции. Граѓаните наместо укинување и уназадување очекуваат развој и напредок, кој СДС го вети, а за сега да нема ни Р од реформи. Граѓаните од СДС очекуваат минимална плата од 16.000 денари и просечна плата од 30.000 денари, а лекарите очекуваат плати од 100.000 денари како што СДС и вети. Граѓаните ги очекуваат и најавените 500 километри автопат и 30.000 денари на крајот на годината од поврат на ДДВ. Ви благодарам.